29 април 2014 година, почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. Согласно Уставот на Република Македонија, Ѓорги Иванов новиот мандат ќе го започне до 12 мај. Новото собрание треба да започне со работа до 18 мај, а владата да се формира до 16 јуни. Ова се роковите кои што се предвидуваат согласно Македонскиот устав. Според членот 81 од Уставот на Република Македонија, новоизбраниот председател на државата Ѓорги Иванов треба да го почне новиот мандат најдоцна до 12 мај годинава со давање свечена изјава пред собранието со која се обврзува на почитување на Уставот и законите. Новиот собраниски состав пак согласно Уставот треба да се конституира најдоцна 20 дена по одржаните избори, односно до 17 мај годинава. Конститутивната седница ја свикува председателот на собранието од претходниот состав. Доколку не се закаже конститутивна седница во предвидениот рок, пратениците сами се состануваат и го конституираат собранието на 21-иот ден од денот на завршувањето на изборите, односно на 18 мај 2014. Седницата во таков случај ја свикува најстариот по години избран пратеник, а доколку и тој одбие да ја свика, тоа право преминува редоследно на наредниот по години избран пратеник, се до избраниот пратеник што ќе се согласи да ја свика првата седница. Мандатот на новоизбраните пратеници почнува да тече од конститутивната седница на собранието. Откако ќе се утврди кворумот, се избираат председател и членови на верификацијската комисија на собранието. Мандатот на пратениците собранието го верификува на конститутивна седница по предлог од верификационата комисија. Собранието може да ја одложи верификацијата на мандатот на пратеник и со заклучок да побара Државната изборна комисија да ги изврши потребните согледувања заради проверка на законитоста и правилноста на спроведениот избор и во рок од 30 дена за тоа да го извести собранието. Председателот на државата е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието да го довери мандатот за формирање на влада, односно најдоцна до 27 мај годинава. Мандаторот од партијата, односно партиите што имаат мнозинство во парламентот, во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот, на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Владата на предлог на мандаторот и врз основа на програма треба да биде избрана во собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, најдоцна до 16 јуни 2014 година. Во април се надополни потребната влага која недостасуваше во зимата, вели магистер Диме Златев, и излезе во јавноста со совети за земјоделските производители. Нагласува дека овој месец е евидентирана рекордна количина на воден талог за последните 60 години. Значителна количина на дожд наврна во месец април, со што се надополни потребната влага за нормален раст и развој на земјоделските култури, оценуваат експертите. Ако продолжеше сушниот период годинава, растителното производство ќе се соочеше со голем проблем, намален род и квалитет на сите производи. Магистер Диме Златев, земјоделски стручњак кој долги години ги следи состојбите во земјоделството, вели дека водниот талог во зимскиот период беше значително мал и како во ретко која зимска сезона паднале само 82 литри на метар квадратен во месеците декември, јануари, февруари и март. Златев целиот свој работен век го има посветено, како што вели, на фабриката на отворено која произведува храна, а нејзината работа во многу била зависна од временските прилики и неприлики. Од неговата статистика изнесе податок дека 60 годишниот просек за месеците од зимата која помина изнесувал 183 литри на метар квадратен или 101 литар на квадрат, помала количина на зимска влага од овој 6-деценијски просек во тиквешијата. Се чини дека скоро целосно е надополнета зимската влага со тоа што во април водниот талог достигна 180 литри на квадратен метар. Ваков воден талог во месец април не е регистриран во последните 60 години. Просечниот воден талог за април за 60 години изнесува околу 45 литри на метар квадратен, а само во 1992 година е забележан во овој месец талог од 103 литри на метар квадратен, а во 1979 тој изнесувал 96
6 литри на метар квадратен, објаснува Златев и додава дека долгогодишните податоци со кои располага укажувале на тоа дека при сиромашна година со дожд и снег во текот на зимата поголеми количини на воден талок се забележувале во месеците мај и јуни. Златев објаснува дека големата количина на вода е добре дојдена за да се наполнат вештачките акумулации кои беа во лоша состојба, а од нив во текот на летото треба да се наводнуваат земјоделските површини. Исто така се создадоа услови за исклучително бујна тревна вегетација потребна за паша на стоката. Сега се создаде добра шанса за квалитетна паша и на пчелите, што ќе придонесе за јаки пчелни семејства и рекордни количини на мед. Оваа влага е од исклучително големо значење за целото земјоделство, за житариците, градинарските култури, за овоштарството и најзастапената стратешка култура, а тоа се лозовите насади. Особено е важна за лозијата, кои не се под систем за наводнување, вели Златев. Покрај огромна корист, обилните врнежи од дожд, објаснува тој, ќе зголемат опасноста од појава на болести и штетници кај земјоделските култури. Земјоделците имаат богато искуство и знаење за да се справат со една специфична состојба на вака обилни врнежи. Во лозарството и овоштарството борбата против плевелите треба да се води со примена на тоталниот транслокативен хербицид на база глифосат 48%, но потребно е особено внимание да не се испрскаат лисјата од лозата и праските. Во лозарството да се изврши очистување на двојно потераните ластари, послабиот да биде отстранет. Во овоштарството итно е потребно да се изврши проредување на премногу заметнатите плодови, праски, кајси и сливи, советува овој стручњак по заштита на растенијата. Тој им укажува на овоштарите дека поради идеалните услови за развој на болестите и штетниците, веднаш по стабилизација на времето да извршат квалитетно прскање, кој ќе било од исклучителна важност за квалитетен род. Кај виновата лоза од особена важност се нападот врз ластарите, листовите и гроздовите од многу проблематичните црна дамкавост, некроза на ластарот, дршката на гроздовите и гроздинката, болести кои во последните 5 години се манифестираат со штетни последици врз приносот и квалитетот на грозјето се до бербата. Затоа им препорачувам на лозарите пред се од тиквешијата до 5 мај годинава да го извршат раното пролетно прскање со повисока доза на некој бакарен препарат, а во прскалките да се додаде и повисока доза од некој системичен препарат против пепелница, советува Златев. Според неговите проценки, големата количина на воден талок ќе придонесе за забрзан процес на растворање на хранливите елементи во почвата, особено како што нагласува на брзо подвижниот азот, како и други многу значајни микроелементи како што се магнезиумот, кој е главен столб за хлорофилот, зелената боја на растението и на железото, без кој елемент магнезиумот не можел да се смести во хлорофилната клетка. Утре редовна седница ќе одржи Советот на Општина Кавадарци. Извештаите за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци, за реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта во општината и извештајот за реализираната програма за изработка на урбанистички планови се меѓу точките на дневен ред на 15-тата седница на Советот на Општина Кавадарци. Седницата ќе се одржи утре со почеток од 12 часот, а советниците ќе ги разгледуваат и ќе треба да се изјаснат по предлог одлуките за нова урбанистичка документација за објекти надвор од плански опфат. На дневен ред се и извештаите за работењето на јавното предпријатие Комуналец и јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти Мито Хаџивасилев Јасмин за 2013 година. Исто така Советот ќе треба да се изјасни по програмата за работа на ЈП Јасмин за оваа година. Локалната самоуправа на Велес ја спроведува програмата за уредување на градежно земјиште. Моментално се работи на 10 локации во градот. Се уредува новиот парк пред основното училиште Васил Главинов. Се реконструираат неколку улици, а дел ќе добијат нов асфалт. Привршува изградбата на паркот пред училиштето Васил Главинов. Фирмите работат на поставување бекатон, се монтира урбаната опрема и осветлувањето. Локалните власти очекуваат дека за кратко време новиот парк ќе го добие лигот предвиден со планот. Паркот е во завршна фаза пред гимназија, мислам веќе пред Васил Главинов се гледаат контурите, заврши тендерот, се избра и се чини најдобриот понудувач за осветлувањето. Осветлувањето во паркот ќе биде со лед светилки. Се завршува, Урбан Инвест ги привршува нивните задолженија околу средувањето на тој сегмент.
веќе урбаната оправа дервења поставува, сега останува само хортикултурниот дел, дрвата да се засадат, оние жбунови што се карактеристични согласно проектот да се средат. Од локалната самоуправа велат дека се работи на уште неколку проекти предвидени со програмата за уредување на градежно земјиште, се поплочува улицата кај новиот театар, се работи на Лазо Трпков и Белградска, вели градоначалникот Чадиев. Дадовме налог за средување на влезот кај Вардарски, ако патот е пола регионален, пола обширен, велес ние мораме поголемите оштетувања да ги санираме. Ќе дадеме налог да нови одма за Крстен и Сирков да се заврши улицата дефинитивно со асфалтирањето. Значи, работиме на повеќе десетици локации на Белградска, наместивме уште нови, на еден крак од Белградска, нови 200 метра ракохвати наместивме од високите зони и правиме уште неколку помали потфати на помали улици во градот согласно динамиката што може да не следат фирмите кои што имаат добиено тендерска постапка. Инаку во следниот период се предвидени реконструкции и поправки на уште десетина улици, информираат локалните власти. На дел од нив ќе се поставува асфалт, кај некои ќе се крпат ударните дупки, други пак ќе се бетонираат. За време на 1 мај, внимавајте на себе, личната безбедност и безбедноста на останатите граѓани, апелира полициска станица од општа надлежност Кавадарци. По повод престојниот државен празник 1 мај, полициска станица од општа надлежност Кавадарци апелира до сите граѓани од Кавадарци и Росуман да посветат поголемо внимание на заштитата на сопствениот имот, личната безбедност и безбедноста на останатите граѓани. Воедно истите се предупредуваат за време на празникот да се воздржат од управувањето на моторните возила под дејство на алкохол или други девијантни и незаконити однесувања, како и почитување на одредбите од Законот за јавна чистота. Полицијата преку ова соопштение сака да им укажа на сите граѓани дека, како и секогаш, се должни да се придржуваат и да почитуваат позитивни законски регулативи од сите области. За секое незаконито однесување, полициска станица од општа надлежност Кавадарци ќе ги превзема потребните мерки и активности за санкционирање на истите. За секоја регистрирана ваква појава од страна на граѓаните да се известува на телефонскиот број 192, стои на крајот од соопштението од полициска станица од општа надлежност Кавадарци. Поранешниот директор на велешката фабрика Киро Чучук осуден на 1,5 година затворска казна за злоупотреба на службената положба и овластување. Поранешниот директор на велешката фабрика Киро Чучук, Киро Камчев, вчера беше прогласен за виновен финансиски злоупотреби и осуден на 1,5 годишна затворска казна. Судскиот совет во Велешкиот основен суд го прогласи за виновен за злоупотреба на службената положба и овластување и му наложи да врати 330.000 евра долг кон државата кој го направил со неговите криминални дела, односно продажба на градежни материјали. Според обвинител акт, Камчев во периодот од јануари 2008 до април 2010 година и покрај забраната за отуѓување продал 900.000 тули кои биле заложно право во корист на државата. Од продажбата тој инкасирал 22 милиони денари или 330.000 евра. Случајот бил открен при контрола на Управата за јавни приходи, која проверувајќи го имотот на Киро Чучук, откриле дека тулите кои биле залог за долгот кон државата се продадени покрај судската забрана. Полицијата веднаш реагирала и поднела кривична пријава, која вчера доби судски епилог. Инаку Камчев во јануари годинава беше осуден на 1 годишна затворска казна, за истото дело и му беше наложено да плати 66.000 евра на фирма која му платила за тули кои никогаш не били испорачани. Против Камчев во изминатите години беа поднесени десетина кривични пријави за неговата работа како директор на фабриката, а 2 од нив веќе добија судска завршница, пренесува вечер. Висок процент на вакцинација на децата бележи Велес. Општината се наоѓа на врвот во Македонија, процентот е од 95 до 98%.
Општина Велес има висок процент на вакцинација на децата, се наоѓа на врвот во Македонија, процентот се движи од 95 до 98%. Преку едукација на родителите дозволуваат нивните деца да бидат вакцинирани. Лекарите велат дека вакцините се сигурни и безбедни. До сега кај ниту едно дете не се јавиле никакви проблеми. Одговорните велат дека како што тие и нивните родители кога биле на нивна возраст биле вакцинирани, така и децата треба да бидат во интерес на нивното здравје. Во текот на последната седмица 50 девојчиња од Велес беа вакцинирани од ХПВ. 10 деца беа вакцинирани во рамките на акцијата Заштити, спречи, вакцинирај, која се одржува 9 години. Екипата лекари ја посетија населбата Рамина, каде што има најголем број невакцинирани деца од 1 до 18 годишна возраст. Најнапред тие беа прегледани, а потоа вакцинирани. Поголем број од нив не одат во училиште, а често мигрираат од еден во друг град, па немаат постојано место на живење. Наша главна цел е да ги вакцинираме децата кои досега воопшто не се вакцинирани. По извршената евиденција констатиравме дека немал број од нив не се евидентирани ниту во матичната служба. Не одат во училиште, а не се одзвале на нашите покани за вакцинација, па затоа ние доаѓаме во нивните домови, вели доктор Панделина Божиков, раководител на службата за вакцинација и имунизација на школски деца во Велес при јавната здравствена установа Здравствен дом Велес. Во текот на оваа седмица екипата лекари посети поголем број населени места од руралните средини каде што беа вакцинирани немал број на деца. Интересно е што кај децата од албанска националност одзивот беше 100%. Од нив и 40 деца добиле вакцина за ДТП и полио. За време на реконструкцијата на мостот Гемиџи на реката Вардар во Велес од 30 овој месец се воспоставува времеен режим на одвивање на сообраќајот. СВР Велес апелира возачите да ја почитуваат поставената сигнализација. Од 30 мај 2014 година од 4 часот се воспоставува времен режим на одвивање на сообраќај за време на реконструкција на мостот Гемиџи на река Вардар на улица Илинденска во Велес или Нов мост. Во таа насока СВР Велес информира дека дел од улицата Илинденска или Нов мост ќе биде затворен за сообраќај и истиот ќе се одвива по улиците 8 септември преку Стар мост кон улицата Петре Прличко и Димитар Влахов. Товарните возила кои влегуваат во Велес од кај Штипската клучка ќе се упатуваат преку населба Речани кон Крстосница, Башино село од каде ќе можат да влезат во градот. Секторот за внатрешни работи Велес ќе превземе мерки за безбедно одвивање на сообраќајот, стои во соопштението на потпаролата Нита Стојковска, во кое понатаму се вели: апелираме возачите да ја почитуваат поставената сигнализација и ги замолуваме да се воздржат од паркирање на своите автомобили на наведените улици заради нормално и безбедно одвивање на сообраќајот. Денеска пожарникари од Велес, Кавадарци и Неготино имаа заедничка вежба во рамките на Вардарскиот регион за спасување при сообраќајни несреќи. Извлекување на повредени при сообраќајки. Ваква вежба денес изведоа во Неготино пожарникари од неколку противпожарни единици од Вардарскиот регион. На вежбата присуствуваа и командирите на овие територијални единици Љупчо Лепидовски, Илчо Богевски и Иле Илиев. Ние денес сме со цел денеска тоа да промовираме, односно да увежбаме начин и постапка извлекување на повредени лица при сообраќајни несреќи. Како заедничка екипа, како координатор, ние командирот од Велес, кој што има тони целокупна опрема и Кавадарци исто така, меѓутоа ние очекуваме таква опрема да добиеме сега во мај месец со возило исто таква опрема, па така да ние сите заеднички земавме таква вежба денеска да извршиме, односно да се промовират, да се обучат пожарникарите. Пожарникари од Велес, Кавадарци и Неготино ја покажаа својата спретност во брзо сечење на автомобил, учесник во сообраќајка и извлекување и спасување на повредени патници. Со долгогодишна анализа и соработка меѓу
територијалните противпожарни единици Кавадарци и Неготино, свативме дека заеднички можеме да настапиме и дека можеме да бидеме поспремни и да одговориме на сите повици и проблеми што ги имаат граѓаните. Со таа цел ова дружење допринесува, значи, да докажеме дека и во пожарникарите и во Македонија и сегде во Европа се исти. Значи тоа што го работиме со храброст, со смелост, а без разлика со каква опрема поседуваме. Значи таа опрема што имаме допринесуваме многу за да бидат граѓаните безбедни на овој дел на територија на Македонија. Значи сепак дружењето и соработката допринесува граѓаните да бидат безбедни. Вакви вежби се одржуваат како припрема за државниот надпревар на кој ќе учествуваат екипи од 8 државни региони. Надпреварот во интервенција при сообраќајка ќе се одржи во месец мај во Скопје. Целта на ваквите вежби е да се промовира прожекарството. Има цел да бидат овие вежби од информативен карактер, едукативен и забавен карактер. Овој третиот дел мислам е најважен, пошто на овие вежбите се планира во Скопје се одржи првенство да се покренат и деца од најмала возраст. Значи степенот на противпожарната култура да се подига од најмала возраст. Значи целата е информативен, едукативен и забавен карактер. Големи напори вложивме во изминатиот период за развој на туризмот и успеавме, вели директорот за туризам при фондацијата Тиквешки вински пат. Одат во Египет, а не знаат каде е Кожув. Вака реагираат луѓе упатени во туризмот и овој празник, нагласувајќи дека многу македонци патуваат празнично надвор од државата, а не си ги познаваат богатствата на сопствената земја, кои се исто така атрактивни како тие надвор од границите. Македонците се чудна сорта на луѓе, одат во странство, недоволно си ја познаваат сопствената држава и убавините во неа. Не отишле во Вевчани, Берово, Плачковица, Михајлово. Во Македонија како винска земја не посетиле некоја од 80-тината винарии, а одат во крчми и меани во Банско. Имаме прекрасни манастири кои заслужуваат да бидат видени, реагираат граѓани. Директорот за туризам при фондацијата Тиквешки вински пат Виолета Јанкова, од неодамна директор на Центарот за туризам Владимир Капија, кажува дека во Тиквешко веќе подолго време работат на развојот на туризмот и нагласува дека може да се пофалат од и веќе има субјекти кои ги задоволуваат стандардите и нудат квалитетна услуга. Им препорачувам на нашите македонци да дојдат на вински тури во највинскиот регион во земјата, да посетат некоја од винарниците. Тука ќе добијат врвна услуга и задоволство, можат да уживаат во вкусовите на вината и храната, но и да ги посетат исто така музеот на вкусови во Кавадарци и тој за вино во Демир Капија, да научат нешто ново, но и да се збогатат самите себе. Има прекрасни манастири и цркви од давнина кои се богати со историја, култура и традиција, а заслужуваат да бидат видени. Наместо да се помине викенд во Грција и да се потрошат околу 200 евра, да се видат домашните атракции за половина цена, а по големо задоволство, децина Јанкова. Сашко Атанасов, менаџер на хотелот Бел Камен на планината Плачковица, се согласува дека е време македонците да ја запознаат и сопствената татковина и убавините кои таа ги нуди. Сите сакаме да го прошетаме светот, ама мислам дека најпрвен треба да се запознае сопствената земја. Оваа година и ние како и останатите домашни хотели понудивме добри понуди за празникот и за целиот месец мај нудиме светски квалитет со македонски цени. Нудиме планинско спа уживање на Плачковица во месец мај, кажува Атанасов. Бројни винарници за празникот организираат вински тури. Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци распиша награден конкурс за најдобра фотографија. Темата е лоза, вино, шума, цвеќе и етно мебел. За најдобрите училиштето предвидува награди од 1000 до 3000 денари. Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци распиша награден конкурс за најдобра фотографија. Целта за организирањето на овој надпревар, велат од училиштето, е развивањето на знаење и вештини кај учениците од областа на фотографијата и на креативен начин да ги изразат своите идеи во врска со темите лоза, вино, шума, цвеќе и етно мебел. Според правилата поставени за надпреварот, во истиот може да учествуваат сите ученици од завршниот клас или 8 одделение во основните училишта во Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија. Крајниот рок за пријавување на учениците е 23 мај 2014 година. Фотографиите може да бидат во колор или црно-бели, а учесниците може да ги објавуваат и во електронска форма на Facebook страната на училиштето, информираат од Ѓорче Петров. Оттаму потенцираат дека доделувањето на
наградите за најдобрите фотографии, кои ќе ги оценува посебна стручна комисија, ќе биде на 27 мај на организираниот отворен ден во училиштето. Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорѓе Петров најдобрите ќе ги награди со парични награди од 1000 денари за трето место, 2000 денари за второ и 3000 денари за прво наградената фотографија. Во конкурсот стои дека ќе има и уште неколку утешни, но сепак вредни награди. Времето утре ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди, но и нестабилно со локални врнежи од дожд и грмотевици. Утринската температура од 5 до 11, максималната дневна од 15 до 23 степени. Со информација за времето го завршуваме ова издание на вестите. Имајте пријатни мигови со нашата програма.